Здраво! Овие две книги се направени од два германски историчари. Едната книга е од почетокот до времето на Француската револуција. Ова книга е од Француската револуција до ден денес. Се ова книга, уште на картата, на корицата на ова книга е Цезар Август. И овде на картата имаме Македонија. Одиме понатаму, овде во оваа книга, сега ќе видиме од кој е напишана. Значи Херман Киндер, Вернер Хилигман. Има нешто многу интересно во оваа книга. Тоа на крајот ќе го видите. Ова е значи Филип II Македонски, Македонија. Филип е представен како македонец. Филип II Македонски. Македонско, кој го направил македонското обединување. Одеме понатаму. Ова се познати работи што има да ги објавува. Светот Македонија во времето на Александар. На брзина. Александар Великиот вика со македонска консултација со траките и илирите го задуши грчкото востание Тебат и на Пелопонес. Александар е представен како македонец. Сега овде значи идат римјаните, Македонија си постои. Годините. Одиме понатаму. И овде исто така. Така. И овде. Така, одиме понатаму. Овде стигнавме до царот Константин. Кај нас и куќна слава го имаат многу луѓе, Константин и Елена. Константин, татко му на Константин, некои многумина од нас не знаат. Значи Константин е цар. Царот има повеќе кралства во ова значи територијата на Константин, има повеќе кралства низ многу градови низ денешна Европа. Таткото на Константин има престолнина во денешен Лондон. И картата, на картата, значи си е Македонија. Ги нема никои други денешни држави. Константин не е запишан како денес што го представува. Се например читаме, некоја си книга, Константин е грчки. Од грчки извори. Читаме од српски цар. Читаме бугарски, некој е бугарски. Некој читаме, не знам, некој ќе прикажи византиски. Сето е, не знам, некој италијански. Англичаните го представува како англичанец. Болницата во Лондон е посветена на Елена. Та вика Елена англиска принцеза. Уствари тие тоаш не имало англичани. Добро, одиме понатаму. Значи оде византиското, ги нема овие дене што викат византици, биле грците, биле бугарите, биле не знам кои. Уствари тоа е наследство на македонците. Сега во оваа книга најинтересното што ми беше од све и затоа го правам ова видео, на страна 111 за словените има две реченици што се не знам, премногу убави. Се да прочитаме. Вика, сите словенски држави сакаат самостална црква, автокефалност, архиепископија и патриаршија. Ова е најинтересната реченица. Вика, тие словенски јазици се заосновани на македонскиот дијалект. Значи, сите словенски јазици се изградени, значи бигере и гради, се изградени или заосновани
на македонскиот дијалект. Ова досега многу луѓе го нема нити прочитано, нити слушнато. Еве, читајте си. Се кај нас се сменва работите. Еве, например, во едно православно календарче, например, еве, не мора од македонско да е некоја друга земја, за Кирил, за Методи стоеше македонски просветители или светите македонски светци, како а сега стои се словенски, сега. Ама си стои на некој место македонски. Тоа е. Добро. Ете тоа, значи сите словенски јазици се изградени на македонскиот дијалект. Односно, овие словенски јазици. Така, пријатно.